Радувај се која не соединуваш со Господа. Како не соединува браќа и сестри Богородица со Господа? Ние често пати повторуваме дека светата Евхаристија или причестувањето не соединува со Господа. Како тогаш Богородица не соединува со Господа? Едноставно, зашто ако не го родеше Христ, пред Светата Богородица ние не можевме никако по ниједен начин да се соединиме со Господа. Затоа таа е соединение наше, односно на целиот род човечки. Зашто од името на родот човечки кажа нека биде волјата Божја и од мое име и од ваше име. Иако тогаш можеби не бевме ни родени. Меѓутоа, не знам, невозможно веројатно беше и да бевме родени дека ние ќе кажевме нека биде волјата Божја. Кажа Пресвета Богородица од името на сите нас. Затоа ја славиме и затоа ја почитуваме, токму заради тоа што не соединува со тоа нека биде со Господа. Не соединува, не прави да бидеме едно тело. Зашто го роди оној кој не створи од небитие и ни даде перспектива за вечноста. Се друго нам луѓето ни е малко. И да живееме 100 и 200 и 1000 години малку ни е. Сакаме вечност, а вечноста не можеме да ја добиеме освен преку Господа. А Господ во овој свет не можеме никако да го добиеме освен преку Пресвета Богородица. Затоа ја почитуваме, затоа ја славиме и не само затоа, првично секако за тоа, меѓутоа затоа што ги знае сите наши потреби. Ко поминало овој пат ние што го поминуваме, ние поминуваме 100 години на овој свет, ако поминеме, а таа поминала неколку векови, знаејќи се што се случува во родот човечки. Затоа ја почитуваме. Затоа и го пееме и тоа што и го пееме. Затоа и доличи оваа химна, како што слично ја поздравил Архангел Гаврил, и ние да ја поздравуваме барем еднаш во годината. Еве стигнавме до 4-та статија од Акатистот, кој го читаме овие 4 седмици од Светата Четиристетница, а наредната седмица ќе го читаме целиот Акатист на Пресвета Богородица. Како што знаете, Акатист значи нешто што се чита додека се стои. Не се седи на Акатистот. Ние на другите служби во црквата и седиме. И не е страшно да седиме, ние сме немоќни битија. Подобро да бидеме во црква и да седиме, отколку да не доаѓаме во црква и да не седиме. Меѓутоа, она што е многу важно е на оваа акатистна химна на Пресветата не седиме. Исто како што не седиме кога е канонот на Евхаристијата во црквата. Кога го принесуваме канонот на Евхаристијата на литургија, не седи. И не, ако некој седи до нас случајно, треба да го чепнеме со прци да може да стане. Сега не се седи во црквата, зашто принесуваме канон на Евхаристијата. Ете, браќи и сестри, Пресветата нека им не има секогаш во нејзината рака, нека не чува и нека ни биде заштитник во сите денови на нашиот живот, а ние да сме благодарни
за нејзината заштита и покров кој го прави врз нас и врз нашите ближни.